работодавачите, синдикатите и владата не постигнаа договор околу минималната плата. Како го коментирате ова и што мислите кон што води? Најавија дека ќе има и протести, некако како да се нашиот впечаток е како да се заглавени преговорите? Мислам дека компромис секако мора да се најде. Така да и обидот за штрајк, односно од друга страна одбивањето воопшто да се зборува на оваа тема се неприфатливи. Значи треба некој компромис да се најде, очигледно е дека вистината секогаш е во средината. Така да во ваков контекст претпоставам дека треба да има само добра математика. Само навидумува е за нешто под 3000, некаде околу 2700 денари зголемување на платите. Де факто, ако ги додадеме персонални даноки и предонесите, математиката покажува дека работодавачите би имале повисоки трошоци за 4276 денари по работа. Сепак се работи за сума околу 70 евра месечно по лице, што може, особено во оние трудоинтензивни сектори кои што вработуваат женска работна рака во Источна Македонија, особено да представува значителен товар. Затоа во овој случај јас би се држал до на трипартитен социјално-економски совет кај што има делови, нели партитноста е во деловите, синдикатот, работодавачите, но и владата. Поентата е дека овие 4276 денари кои што е вкупен трошок за вакво покачување до 18.000 нето би требало да се распореди нето платата и персоналниот данок да паднат на товар на работодавачите, но за придонесите може да се размислува за да падне на товар повторно на буџетот, односно на владата, на државата. Зашто кажувам точно дека нема фискален простор во буџетот за вакви субвенционирања, но не треба да се заборави дека овие средства сепак не одат кон приватниот сектор, односно кон економски субјекти, туку точно се трансферираат таму каде што недостасуваат. А тоа е во фондот за пензиско и фондот за здравствено осигурување, се разбира и фондот за, односно агенција за вработување. Така да корисноста од овие средства трансферирани од буџетот де факто и како е потребна за капитализирање на овие фондови. Мислам дека се работи за вин-вин-вин ситуација каде што сите три дела во овој економско-социјален диалог имаат бенефит. Слушаваме дека дел од работодавачите воопшто не се за покачување на платата или за некако минимално. Дел велат да, токму ова субвенционирање од државниот буџет, што би можело да сепак да речеме да биде како конечно решение според вас? Дали ова што сега го говоревте и колку ќе споменавте колку ќе може сепак буџетот да издржи ново субвенционирање на уште една ставка, да речеме, затоа што знаеме дека се веќе со електричната енергија видовме дека државата се вклучи, тука ги покрива нели загубите и сето она што се околу парното и сето тоа што се случува моментално. Значи, оние што разбираат јавни финансии знаат дека и како буџетот ги субвенционира фондовите. Значи, по половина милиарда, па никогаш многу близко и до милиарда се доближува во некои претходни години. Сега, заради повисоката стапка на социјалните придонеси, известно е дека се подобри финансиската положба на овие институции. Така да ние секако ќе трансферираме пари кон овие фондови, пред се фондот за пензиско осигурување.